Здраво, јас сум Медо, ова е Викторија. И денеска ќе приготвуваме паралелопипедно матурско мезе. Јас ќе го подготвувам месото. Тука имаме пилешки стек, имаме свинско филе, имаме хамбуршка сланина, а Викторија ќе ги подготвува сендвичите, каде што имаме сувомеснати, имаме убав свински врат, имаме убава димена печеница, млечен кашкавал и неколку намази. Ја ќе правам два видови на сендвичи. Едниот е со кајма кесем, другиот со кетчуп мајонез и ќе користам печеница и кашкавал млечен. Ја ќе си сецкам месце, ќе си го зачиниме и на крај само убаво ќе го пропржиме. Како и секогаш, нели, правиме некои коцкици, што се колку еден залак, за да можеме со чешкалица да ги сервираме и убаво да ги дегустираме, нели. Да ти е мерак да си матурант. Викторија тука се заигра со сендвичите, јас го исецкав месото, па сега може истото да го испржиме. Додека чекаме да се загрее ринглата, можеме да земеме макдонос малце и ситно да го исецкаме. Кога ќе се испржат печурките, само ќе го додадеме макдоносот, за да мирисите од макдоносот се упијат во печурките. Медо, ја завршив со сендвичите, ќе може да ми стираш сега да ги сечеш? Не, ама можам да ти го дам ножот. Еј, жени, во кујна Добро. дали домаќинка си. Секако. Ете така, само пази убаво да не си сечеш. Оје. Медо, ај сепак. Ајде. Откако завршивме со првиот дел од нашите обврски, се префрлуваме на следниот дел. Викторија сега ќе прави сосови, а јас ќе сечкам свеж зеленчук. Какви сосови ќе правиш, Вик? Ќе правам црвен, жолт и бел сос. Може да ги користите за да мачкате од зеленчукот што ќе го сечка Медо, и исто така може да го користите за да ги мачкате сендвичите што ги правев претходно. Па може да почнеме. Зеленчукот го сецкаме на крупни парчиња, бидејќи сакаме да го земеме и да можеме да си мацнеме во сосот, па потоа да си го грицкаме. Жолтиот сос му ставаме само мед и сенф. Во белиот сос ставаме мајонез, кајмак и ќе ставиме неколку зачини по избор, како што е италијански, орегано и лук. А во црвениот сос ќе ставиме кетчуп и буковец. Од зеленчук имаме морков, имаме краставица, имаме карфиол, имаме свежа брокула и сега ќе сецкаме и малку пиперка. Завршивме со сецкањето, сега може да се вратиме на пржењето. Е сега, Викторија, филешкото и сланината заедно ќе ги пржиме, за да се измешаат вкусовите. Може да почнеме, маслото е веќе прегреано. А од другото тавче, сега додадеме свинското филе.
Сега викаме една финта, од кога малку ќе зарумени месото, сакаме да му ставиме некој тревка зачин како оригано или како босилек, од високата температура зачинот ќе изгори и ќе му даде една таква црна боичка на месото и ќе го направи птен крцкаво. Ставаме малце оригано во свинското. Ставаме црн пипер. Малку сол. Откако во ќе се запрши свинското месо е готово, можеш да видиш. Да. Нели го мириса? Одлично. И да ставиме на даската за сервирање. Истото тавче ќе го искористиме за да ги допршиме печурките. И печурките се убаво препржени, може да ги ставиме на даската за сервирање. Месото е готово. Нели. Го ставаме со останатите мефца. Па се е супер, ама као да ми фали нешто? Фали Макдоналдс врз печурчињето. Да. Ставаме уште Макдоналдс. Да поприме малце од аромата, нели? Исто така може да се стави додека се припржува. И мислам дека сме спремни сега за гости.